Добро вечер Ресен, добро вечер Преспа. Добро вечер борци за слобода, добро вечер бранители на демократијата. Секоја вечер сме се повеќе и повеќе. Не има толку многу затоа што немаме страв од партиско-полицискиот режим на владата на ВМРО ДПМН. Но има уште нешто посвето во нашиот отпор, во нашата граѓанска непослушност, а тоа е отпор, борбата за слобода и борбата за слободна и демократска Македонија. Затоа и не има толку и овде и низ цела Македонија. Убеден сум дека ова наша борба за демократија и слобода ќе влезе во учебниците по историја и дека идните генерации ќе читаат и учат за овие настани, а на фотографиите од отворот нашите деца и внуци со гордост ќе не препознаваат. Дефинитивно 24 декември, црниот понеделник, ќе биде запишан како срамен датум во историјата на парламентарната демократија во Македонија. Но во исто време тоа е датум кој го означува почетокот на падот на полицискиот и партиски режим на Груевски. И понатаму продолжуваме со отпор, со граѓанска непослушност и улична демократија. Се до тогаш додека не ги исполнат нашите барења за предвремени парламентарни избори, како единствен излез од оваа политичка криза. Само со предвремени парламентарни избори народот може да го врати легитимитетот на институциите. Во Македонија денес се живее се полошо и полошо. Со оваа власт станавме шампиони во сиромаштија. 1/3 од населението е во сиромаштија, а исто толку е невработено. На полето на слободата на медиумите сме во друштво со Нигерија, Никарагва и Венецуела. Ништо подобра не е состојбата на планот на мигрантските односи, а да не зборуваме за уназадувањето и блокирањето на евроатлантските интеграции. И затоа секако актуелната власт ќе каже дека СДО е крив, дека Бранко е крив, како што вчера кажа дека Бранко е крив заради загадувањето на воздухот во Скопје. Драги сограѓани, поминаа 4 години од последните локални избори. После овие 4 години локална власт и 7 години централна власт, на сите им стана јасно дека ВМРО ДПМН и градоначалникот Волкановски само профитираа за себе и фамилијата, а со години ја уназадуваат и уништуваат општината. Што се ни се случи и ни се случуваше? При формирањето, конституирањето на комисиите во Советот на општината беше погазен статутот на општината, законот за локална самоуправа и деловникот за работа на Советот на општина. Зарем не ви е познато ова? За прв пат во селските населби е воведено плаќање на надоместок за градично уредување на земјиштето, а нити денар не е инвестирано во инфраструктурата во тие селски населби. Во овие 4 години нити еден денар не е вложен во образованието. А заради избраниот превозник со 3 пати повисоки цени за превоз на учениците, до денес општината по основ на превоз на ученици должи половина милион евра. Мазутот и дрвата за грејење се уште не се платени. Има злоупотреба со средствата од блок дотациите. Во делот на реализацијата на урбанистичките планови владее хаос. Систематски се уништуваат природата на Преспа со неконтролирано сечење на шумите, со нередовна хемиско-бактериолошка контрола на водите на Преспанското езеро, со носење на песок надвор од општината. И покрај тоа што граѓаните плаќаат комунална такса за јавно осветлување, самите купуваат сијалици од своите собствени средства и живеат во мрак. Раскопани улици, тротоари и патишта, чести прекини и недостаток на вода во повисоките места на градот. Кучиња скитници, нечист град и нечисти улици со снег во зимскиот период, преполни контејнери со
неподигнато ѓубре се секојдневна слика на Ресен. Заклучокот се наметнува сам по себе. Нашиот градоначалник и советот на општината не знаат да менаџираат, а одлуките на седниците на совет не се носат во корист на граѓаните со сила на аргументи, него со сила на мнозинство. Во Македонија, во Ресен, живеат скромни и вредни луѓе домаќини и еснафи. Никој од нив не заслужува да биде осиромашен, невработен, обесправен, да живее во страв, неизвестност и со наведната глава. Сигурен сум дека како иден градоначалник на Ресен, заедно со вас, од Ресен и Преспа, ќе направиме пристојно место за живење и нема да дозволиме нашите деца и идни генерации да живеат во сиромаштија и да напуштаат татковината. Да живее Ресен, да живее Македонија!